Атанас Кочов, универзитетски професор, поточно професор на Машинскиот факултет, влегува во трка за ректор на УКИМ. Добре дојдовте, професоре. Добро најдов и добар ден за сите гледачи на вашиот медиум. Од она што сум, така речено, запознаена конкретно со дел од вашата програма, бидејќи во медиумите деновиве тоа е доста атрактивно, сушност исходот ќе се знае на крајот од овој месец и почетокот на наредниот, што ќе биде со УКИМ и кој ќе кумува, условно речено. Тоа значи дека влегувате во трка за ректор на УКИМ претежно поради промени, претежно поради новитети и поради состојбата во која што се наоѓа универзитетот. Каква е состојбата на универзитетот, професоре, и што е она што изискува сега, веднаш и итно да се делува таму? Така. Видете, пред да одлучам да одам во целата ова трка и кандидатура за ректор, направив детални анализи кои што беа дел од еден поголем проект од аспект на имплементирање на стратегијата за паметна специализација на ниво на Македонија, во која што се гледа развојот на науката и истражувањата, квантитативните податоци, квалитативните податоци, бројот на патенти, рангирањето на универзитетите и така натаму. Сума сумарум една општа слика за тоа што се случува кај нас во високото образование и сватив дека во суштина дојдени сме на работ кога треба нешто да дадеме од себе во името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Зошто тоа го велам? Го велам затоа што УКИМ секогаш бил државотворен орган на државата. УКИМ секогаш бил националната традиција, ризница, нитката и она што значи ризницата и на научната и на културната богатство на Македонија. Тој е првиот универзитет во Македонија од кого што произлегле сите кадри и по другите универзитети, јавни универзитети, но истовремено и сите политичари кои што ја водат оваа држава или што ја воделе државата се исто така на некој начин кадри на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Согледувајќи дека во последно време тонеме како универзитет, а тоа е затоа што сметам дека не постои стратегија која што ќе го води универзитетот напред. Бидејќи ако погледнете на веб страната на универзитетот, има само една стратегија за период од 2019 до 2023 година, застарена. Решив дека треба да дадам се од себе, што велам и до последниот атом енергија, да состојбите пробаме да ги промениме. Но, она што е важно, еден човек тоа не може да го направи. Тоа може да го направи цел тим. Можеме да го направиме сите заедно од страна на Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно сите вработени на УКИМ. И сега знаете како, ако дојдете во ситуација да сватите дека ова е тимска работа и да се надминете и себе си и да кажете дека ова не го правите за да добиете функција ректор и да бидете менаџер, туку да бидете лидер и да го направите УКИМ да остане стожерот на високото образование во Македонија, тогаш саќате дека навистина треба се да дадете од себе и тоа да го постигнете. Тоа беа основните причини зошто го направив. Ова сега ќе ве прекинам, извинете. Дали е само декларативна заложба или навистина мора да се очекува и во практика? Наназад, подолу ќе се навратам во интервјуто, ќе речат познавачите, луѓето од вашата фела, па дури и студентите и општо лаикот на улица, што се случува во високообразовните институции, до кое дереđe ни е дојдено високото образование. Да не криеме дека е закаскано. Апсолутно. Значи, прво и основно е тоа дека, и утрово имав представување пред своите колеги од кампусот на природните науки и на Факултетот за земјоделски науки и храна, јавно кажав, ова не е декларативно. Зошто? Затоа што прво јас сум 58 годишен, 35 години стаж, веќе оформен со семејство, со 3 деца, кои што си ги најдоа своите, си ги дефинираа патеките на живење, дедо на 2 внучиња и можам едноставно животот да го поминам во нешто што е убавина во рамките на семејството. Така е, бредовен професор, визитинг професор во Црна Гора, во Мексико, апсолутно не ми е потребно, нели во овој момент нешто да правам. Меѓутоа, чувството дека треба да се помогне на оној еден и единствен дом кој што го имаме ние, а тоа е Универзитетот Свети Кирил и Методи.
потребата дека не смееме да дозволиме тој стожер на високото образование да биде третиран од страна на министрите во образование, заедно со сите останати 7 државни универзитети и со сите останати 33 приватни универзитети или вкупно што ги имаме високостручни школи и универзитети во Македонија, решив дека треба во потполност да се направи се и да се оди во целата оваа работа и да се освои. Значи декларативно не. Туку со сите можни сили и со сите вработени на универзитетот. Пазите, многу е лошо да секој ден слушате дека рангирањето на УКИМ паѓа од ден во ден. Тоа го прочитав и пред малку, има уште секој ден нови истражувања и Така е. одиме под нивото и сега не само според оние листи, не само пред всушност позади водечките универзитети во светот, во Европа и така натаму, туку сега сме и позади соседството, да речеме еден Ниш, еден Нови Сад и постојат и такви Тоа листи. најмногу боли. Тоа е она што во анализите го имавме. Бидејќи пазите, Европска унија има дадена обврска на Македонија и не само на Македонија, туку и на сите земји членки аспиранти кон Европската унија, дека мора да донесат стратегија за паметна специализација, кај што ќе ги најдат главните домени во кои што ќе се одвива науката и истражувањето, линкот со приватниот бизнес, односно со индустријата. И во Таа поврзаност меѓусебно на стопанството. Така е, тоа вмрежување каде ќе се најде за да направиме исчекор не само во науката и истражувањето, туку мораме да направиме исчекори во општествено-економскиот развој. И сега, ако сето тоа сакаме да го постигнеме, ние треба да се реорганизираме и внатре во рамките на универзитетот. Ако сакаме да дојдеме до успех, ние мораме да подпишеме и стратешки договор или партнерство со Европскиот истражувачки центар и да бидеме како универзитет имплементатор токму на тие работи. Она што сега се случува, внимавајте, на времето УКИМ беше кој да биде министер, се плашеше да се доближи до зградата на ректоратот. А сега имаме обратна ситуација. Се плаши ректорот и се плашат деканите да одат во Министерството за образование. Зашто? Да побараат одредена ставка во буџетот за да можат одредени финансиски средства да ги трошат. До таму сме дојдени. До таму сме дојдени и токму од тие причини, бидејќи тоа е на некој начин како ќе ги распредели некој јавен службеник или во министерството, по која ставка ќе ги распредели парите од буџетот за да може факултетите или универзитетите да трошат. Да, ама ако си побарате, ако не си побарате, ако не си побарате, нема ни да ги добиете, така. Од таа гледна точка мојата заложба е дека да, како тим, 1500 наставници се на УКИМ, уште 25.000 студенти се на УКИМ. Ние мораме да го дигнеме својот глас и да побараме УКИМ да биде решен во Законот за високото образование еднаш за секогаш. Пазите, основните и Музичка академија, и Ликовна академија, и Факултетот за драмски уметности, ако ги погледнете во какви услови творат, а пазите, тоа е сршта на културата и културна ризница на Македонија. И тоа е нешто што е безценето. И тоа е единствено во Македонија. Ако ги погледнеме природните науки, биологија, молекуларна биологија, физика, немаат лаборатории, немаат материјали за истражување, немаат материјали за основно функционирање и одвивање на наставниот процес. Ако погледнете на техничките факултети, можеби е подобра состојбата затоа што се уште важи она што значи соработка со стопанството, па има одредени приходи во собствените сметки, па може да се нешто работи. Во некои згради, ако се гледа технички инфраструктурата, можеби ќе се видат дупки и тавани. Така е. Денеска бев на филолошкиот факултет, мислам стварно е под сите стандарди да во такви услови творат професорите и асистентите и студентите да обстојуваат. Од многу страни тече, распаднати зидови. Она што е важно, тоа е дека УКИМ не смее да дозволи, например, и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ, да нема простории, да нема собствена зграда. Каде се распределени по различни простории. Распределени се под кирија по различни факултети, а имаат 4000 студенти. Да, тие се најпосетувани медицината и така. А да не зборуваме за македонскиот јазик и историја каде што тоа ми беше она што е многу важно. Внимавајте, македонски јазик да нема студенти, да не можеме да го негуваме низ формата на високото образование, да не можеме да обезбедиме средства за лекторатите по македонски јазик, па тоа е нешто што
На вистина не смееме да А си од го друга страна дозволиме. политички се бориме токму таму. Токму за таму. И од таа причина, велам, еден човек ова не може да го направи. Тоа е факт. Ова мора да бидат тимови. И тоа тимови кои што ќе бидат со чиста совест. Денеска во представувањето јавно кажав и еве повторувам. Не одам за да бидам менаџер, одам за да бидам лидер. И се откажам од сите оние приходи кои што му следуваат на ректорот. Останувам на она што е моја плата на Машинскиот факултет. До таму е дојдено она што го споменавте пред малку, до тоа дерече сме дојдени дека на вистина сега и веднаш му се потребни драстични промени на УКИМ во аспект на внатрешното работење и од аспект на инфраструктурата. Ама знаете пред кои предизвици се стоите исправени? Многу ми е јасно. Затоа што убаво рековте, од таму потекнуваат академците, луѓето кои што досега и од сега сигурно ќе учествуваат во креирањето на власта во државата, водичите на државата. А од друга страна, внатре во самиот универзитет се случува таа гладиаторска борба. Верувајте ми, критична маса постои. Меѓутоа таа критична маса Ке имате големи главоболки. Јасно ми е. Меѓутоа и токму од таа причина пред да одлучам, се соочив најпрво со сопственото семејство. Бидејќи ова не е жртва на еден човек, ова е жртва на целото семејство. И дали сме спремни како семејство да го поднесеме тој притисок. Тоа значи дека максимално оптоварување ќе биде. И од таа со поддршката од семејството во суштина решив дека ќе одам во целата оваа работа заедно со сите вработени на УКИМ. Бидејќи на сите веќе име, мислам дека е дојден моментот кога сите сакаат да видат напредок, кога сакаат да видат европско образование во Македонија. Нас не треба ние да трчаме по Европа, ние треба Европа да донесеме тука низ различни форми. Една работа што е значајна. Пазите, универзитетот функционира без внатрешен ревизор во последните 3 Тоа сакам години. да ја прашам. Зошто е тоа така и кој ќе помогне, всушност кој ќе го види моментот доколку универзитетот застрани на некој начин? Контролите се од различните инспекторати. Меѓутоа, јас велам, нас не ни треба контрола од надвор, нас не треба внатрешна контрола. контрола, така. Значи, ако сме ние спремни да си ги направиме промените и ако сме спремни да си направиме внатрешна контрола во работењето, во организирањето на инфраструктурата, ние можеме да бидеме многу богат универзитет. Целиот недвижен имот на УКИМ, кој што е даден на располагање од државата, од аспект на опитни полиња кои што ги имаме по различни територии на Македонија. Зарем тие не можеме да ги ставиме во функција преку јавно-приватно партнерство? Денеска е 21 век, значи ние мораме да го имаме оној предприемачки дух, ние треба да биме спремни да преземеме одредени ризици. Ако ние очекуваме државата која што гледаме во каква состојба и економски и општествено, ние не можеме да очекуваме дека сега Македонија ќе земе 80 или 100.000 евра кредит и дека тие ќе ги даде на УКИМ, за да УКИМ се развие или дека ќе ги подели по некоја ставка, некој административец во Министерството по различни универзитети, па ќе одели колачот на кого сака ќе даде поише, на кого сака ќе даде помалку, што се случува во суштина. Тоа што треба да видиме што можеме од сопствените средства, односно од сопствениот имот да направиме и да направиме исчекор во подобрување на финансиската состојба. Тоа е едниот столб. Вториот столб е оној столб кој што е имплементирање на она што го бара Европа од нас како образовна институција. Да се приближиме кон тоа европско образование. Да дојдеме до оние фондови кои што ни ги нуди Европа, да ги ослободиме луѓето од стегите дека 5% од тоа што ќе одобијат како проект дека ние ќе им го задржиме за менаџирање, што мислам дека апсолутно не е фер, бидејќи сега во моментов тоа се случува. Една друга работа што е важна, Универзитетот Свети Кирил и Методи нема канцеларија за меѓународна соработка, можете да замислите. А ние зборуваме за рангирање на УКИМ, зборуваме за меѓународни проекти. Добро, можам да замислам после сите овие работи што ги набројавме, кои што не достигаат, условно речено. Меѓутоа, професоре, дилемата е зошто универзитетските професори молчат? Зошто досега молчеле, ако, да речеме, се знаело дека претходниците, оние кои што досега ги имале стегите во нивните раце, оние кои што досега раководеле со таа институција, малте не речено, ќе речат познавачите, на своја рака ги носеле, да речам, одлуките и тие одлучувале за... Токму од тие причини, јас јавно имам кажано. Ви годеше таа атмосфера? Зошто бил молкот? Не, апсолутно не. Видете, мислам дека важно е кој е лидер. Значи, тој лидер треба да ги иницира сите
луѓе кои што се вработени на универзитетот, заедно со нив да се бори за подобро утре, а не да се бориме за измена на законот и за продолжување на една година на мандатите на актуелниот менеджмент тим. Да, ма тоа измена на законот останува само како дефиниција и се спомнува постојано, а ништо не се зборам работи. за друго. Значи последните напори беа да се промени старосната граница за пензионирање, да се зголемат мандатите од 3 години на 4 години и така натаму, што нас не ни е приоритет во овој момент. Нас ни е приоритет како да подобриме научно-истражувачката инфраструктура, како да го подобриме квалитетот на високото образование, како да им обезбедиме на вработените дигитализација на процесите. Пазите, како да се обезбедат асистенти на одредени катедри. И сега една друга работа што е важна, значи ние мораме пристапот не може да биде професор книга студент, треба да биде професор литература која што ќе понудиме на студентите и студентот да има малку пошироки да има опција. Апсолутно, нека бира и нека чита повеќе. Ние ги научивме студентите да не читаат, него да одиме на PowerPoint презентации на една единствена книга. Во Америка професорот дава една, две или три книги од кои што студентот може да чита, за да може да види, да направи разлика, можеби во некоја книга подобро да е објаснато, во некоја може да е полошо објаснато, меѓутоа му се даваат опции. И тоа мораме ние што поскоро да направиме преку електронските библиотеки. Една друга работа што е исто важна, стандардот на студентите. Ние немаме студентски домови. Секој универзитет има и сопствени домови. Повторно велам, зошто да не биде тоа на некој од имотот на УКИМ да направиме јавно-приватно партнерство со некој што сака да инвестира во тоа? Студентите мачат во Апсолутно, условите во кои што учат, а од друга страна очекувате успех. Не може. Так, не може, апсолутно тие две работи не одат заедно. Значи она што ние мораме да го направиме тоа е да се потрудиме да им ги обезбедиме сите можни услови за да имаат човечки услови за творење и за работење. Дали тоа ќе бидат мали мини студентски домови по кампуси, дали ќе бидат студентски домови кои што ќе бидат поголеми или ќе бидат во партнерство со оние што се државни студентски домови, но ние како универзитет мораме да се погрижиме за тие студенти што не се од Скопје, за кои што е потребно сместување, да имаат добри услови, да имаат училници кои што се опремени со компјутерска опрема, да имаат центри, културни центри, да имаат спортски центри. Погледнете што се случува сега во рамките на универзитетот. Имаме сала спортска на која што сме биле на отварање во 2015 година. Нерешени имотно-правни односи, не знам салата припаѓа на Петко или на Станко, воопшто не е битно на кого припаѓа. Таа сала е сега пропадната. И никој не ја користи. И никој не ја користи. А од друга страна, факултетот за физичка култура мачи со просторот, нема каде да се сместат. Нешто што е основно и што по дефолт му припаѓа на... Така е. Погледнете ги двете згради што стојат пред ректоратот. 7 години или 8 години стојат недовршени. Па во која држава вие ќе најдете во рамките на кругот на ректорат да имате две згради кои што не се завршени? Зар не можевме ние? Па ние, Јустинијан, правниот факултет во Скопје... Добро, па многумина ќе забележа дека го направивте дуло на наркомани токму поради тоа. Апсолутно. Мислам, ме разбирате, од друга страна, од друга страна па има обезбедување кое што е 24 сати ангажирано да го чува целиот кампус. Прашањето е сега што се случува. Што се случува, така. И со вакви отворени разговори, мислам дека ќе можеме да постигнеме успех. Ректорот што ќе биде на универзитетот, се надевам дека ќе добијам довербата од колегите, ќе мора најмалку еднаш во месецот да ги посетува сите кампуси и да ги гледа, да ги согледува реалните услови во кои што колегите работат и да им се помага. Внатрешното реорганизирање од аспект на приходите ќе мора да биде насочено во целосно подобрување на условите. Никогаш не се случило до сега толку да биде ниско нивото на лични доходи или плати на професорите на науки. Никогаш не било. Се случува сега да на другите универзитети, дали на Штипскиот, дали на Тетовскиот државен, да имаат многу повисоки плати во однос на она што е УКИ. Тоа е едноставно, навистина е смешно, еден стожер во државата да има толку мало. Ако ви ги споредам платите, ќе видите дека на УКИМ платата на професор е некаде меѓу 700 до 800, можеби 1000 евро. Мојата плата е 55.000 денари, со 35 години стаж. Државата ме финансира по онаа стара УНР уредба од 87 година 36.000 и не знам колку денари.
А од друга страна, истите мои колеги кои што се во Штипскиот или пак се на Тетовскиот универзитет имаат и над 1000 евра плата. А колегите во Црна имаат 2900. Да не зборуваме. Така да, значи и тоа мораме да се погрижиме. Значи ние... што е со, еве ги спомнавте овие универзитети, што е со таа лојална, нелојална конкуренција? Ние на едно на земјата знаеме колку нашата држава знаеме колку граѓани има, колку студенти тука можат, колку средните училишта можат да испорачаат студенти и колку може да се запишат. Меѓутоа, да речам, што е со таа лојална, нелојална конкуренција? Како вие гледате на тоа? Знаете, тие приватни факултети, универзитети и така натаму. Така. Оти таму се критериумите сосема други од предпоставувам од УКИМ или не? Се лажам. Вака ќе ви кажам, тоа е мое лично согледување на база на анализите кои што сум ги правил. Основно е што Штипскиот универзитет е целосно интегриран универзитет. Уште од самото формирање. Уште кога се формираше, тој е интегриран и се оди централно. Централно, така. УКИМ не е интегриран и тешко дека УКИМ ќе можете да го интегрирате од аспект на финансиите. Тоа е нешто што е невозможно. Да имате 27 единици кои што поминале 30, 40, 50 години развој е тешко. Меѓутоа, интерно може да се реорганизира во смисол на потребите кои што ги имаат. И така да го контролирате влезот и средствата кои што ќе ги добијат, да ги помогнете. Значи треба да се стави приоритет и токму затоа велам, нас не треба сега една стратегија која што ќе биде подолгорочна, 10 годишна стратегија која што и со тимот веќе ја сработивме. Зошто? Затоа што таа мора да се темели на главните патики по кои што ќе оди развојот на вака голем универзитет. И ако тој пат е дефиниран, трасиран, вие од тој пат можете да одите малку лево или десно, ама ќе го задржите како правец на развој. И тој правец на развој во себе мора да има и знаење, мора да има и иновативност, мора да има и одредени ризици кои што ќе треба да ги преземете, ќе мора да има и предприемништво, ќе мора да има и соработка со странство. Ние немаме, пазите, на толку голем универзитет, да немаме доволно голем стратешки партнер од странство, мислам на универзитет со кој што ќе имате двојна диплома, малку е чудно. Ако немате стратешко партнерство со Европскиот истражувачки центар и да ги отворите лабораториите за нашите млади истражувачи, исто така не е во ред. Ако немате стратешко партнерство со она што значи локална заедница, односно стопанството, исто не е во ред. На што ни е потребно? Еве сега оди во развој дуалното образование во средното образование. Што ќе се случи со тие деца кога ќе завршат дуално? Ќе завршат во некоја компанија. Каде е сега партнерството на универзитетот со компаниите во креирање на она што законот го дава како можност, а тоа е формирање на центар или студии кои што се стручни студии за добивање на стручен назив за унапредување на вештините на оние кои што се веќе во компаниите вработени. Тоа на времето го имавме. И тоа повторно треба да се врати, затоа што таквите стручни оспособувања, тоа мора да биде она што јас го велам позитивно триење помеѓу факултетите и помеѓу компаниите. Затоа што искуството што ќе го стекнеме и ние како факултет или како универзитет и она што ќе го дадат компаниите може да биде вин-вин ситуација. Ова ми беше прашањето ми беше во друга насока во однос на тоа на квалитетот на академските граѓани кои што излегуваат подосна. Тие приватни универзитети и ова. Да. Затоа што да не забравиме, УКИМ е најстар, меѓутоа дали може да се каже дека и најквалитетен. Едно време важеше за таков. Не знам каква е сега ситуацијата, иако многумина ќе речат дека кадрите кои што излегуваат од таму, значи се многу побарани во, да речеме, не само на домашниот пазар, туку и надвор доколку се нострифицираат дипломите. Бидете сигурни дека кадарот кој што излегол од УКИМ е и повеќе од квалитетен. Зошто ова го велам? Државата финансираше студирање во странство за прв, втор или трет циклус. Сите оние кои што отидоа на втор или трет циклус на студии, кои што беа финансирани да влезат во првите 50 универзитети, беа кадар на УКИМ, завршени на УКИМ.
тоа значи дека подлогата која што има добиена е фантастично добра подлога. Ама што е со приватните? Приватните да речеме немаше Тука царуваат парите или што? немаше ни еден од нив да аплицира да биде примен на постдипломски или докторски студии на еден од тие врвни универзитети во светот. Она што нас ни престои како задача како универзитет е пристапот на мултидисциплинарниот пристап. Значи, да обновиме онаа соработка што постои интерно помеѓу единиците, за да одговорат на барањата на современиот свет. Она што сега се случува, има некои 500-600 програми во прв циклус на студии на УКИМ. Тоа води кон нарушување на квалитетот. На времето имаше универзитетски центар за технички науки кој што ги даваше услугите на сите технички факултети во основните години. Ние на времето, тоа утрово го споменав, имаше смер механизациони машини и возила во делот на земјоделието. Тоа беше соработка помеѓу Машинскиот факултет и Земјоделскиот факултет. Она што сега нас не достига за да го уште повеќе го подобриме квалитетот е да направиме таа мултидисциплинарна програма кој што на пример природните науки во соработка со техничките науки ќе дадат успеси во науката и истражувањата, да речеме за медицинските науки и за фармацијата. Секаде во светот постојат така наречените Translational Research Units, кои што ние го немаме. Што значи, ние воопшто не треба да се плашиме од конкуренција. Напротив, конкуренцијата треба да ја сватиме во позитивна насока. А тоа дали некој од приватните давале дипломи вакви или такви, тоа за нас не треба да представува. УКИМ секогаш имал најголем број на студенти и ќе има најголем број на студенти. Ама ако сакаме да го зголемиме тој број на студенти, ние ќе мораме внатрешно да покажеме дека стварно се бориме и тежнееме за такво нешто. Ама ако сакаме исто така да докажеме дека имаме квалитетни кадри утре кои што ќе предводат одредени ресори, исто треба да се внимава на тоа дали од секој универзитет и излегуваат како печорки под дожд магистри и секој да речеме има цел да оди на тоа високо образование, иако во Европа на западот знаеме дека тоа не е така, дека системот селектира. Кај нас ја нема таа селекција. Видете, дали е потребна напокон? Потребно е вака. Што е потребно? Потребни се прво меѓународни акредитации на студиските програми. За да добиете меѓународна акредитација на студиска програма, треба да имате и висок квалитет на спроведени процеси внатре во рамките на единиците или во рамките на универзитетот. Ама тоа само по себе ќе ве тера уште повеќе да вложуваат. И ние не треба да се плашиме такви меѓународни акредитации, напротив. И сега, ако ги имаме уште и соработките со универзитетите, па имаме заедничка студиска програма која што е меѓународна акредитирана, тоа ќе биде и поттик за сите нас кои што сме во рамките на универзитетот, за уште повеќе да вложиме за да добиеме меѓународна акредитација и да се едноставно надпреваруваме со колегите кои што се од другата страна, односно од странските. И тоа, верувате, дека ако на луѓето им се даде поддршка во таквите идеи, тоа ќе биде направено и тоа ќе значи едноставно подобрување на квалитетот. Она што сега го има УКИМ, затворен е УКИМ од 2009 година, мислам дека беше одлуката да нема право ниеден од професорите на УКИМ да предава на било кој од државните универзитети во Македонија или на ниеден од приватните универзитети во Македонија. По мене тоа е недозволиво. Зошто? Затоа што тоа од друга страна произведува брза продукција на магистри и доктори заради задоволување на критериумите за да може да бидат избрани во одредено звање и на тој начин се руши квалитетот и кај приватните високообразовни институции. Ако сакаме да бидеме лидер во високото образование, ние мораме да ги помагаме малите за да го одржат квалитетот и мораме да ги отвориме вратите и можностите на нашите луѓе. Бидејќи некој може би ќе одлучи да студира во Штип заради општествено-економските услови или она што како семејство го има и ништо страшно не е. Согласно можностите, ништо не е страшно ако наши професори предаваат на некој од едноставно од факултетите кои што се во Штип или ако предаваат во Тетово и така натаму. Тоа дава едноставно уште подобри услови за подобрување на состојбата во високото. Кога сме кај селекцијата, сте ли за такво нешто? Затоа што реков, глобализирањето на тоа високо образование во државата некако дава една искривена слика дека секој еден и што му е местото таму и што не му е местото таму
цели кон Така. кон тоа. Сега видите. Сега е во прашање, да. баш сега пред малку читав некоја дискусија имало исто денеска, бидејќи рековме образованието е топ тема, затоа што се тука средношколските уписи, студентите и така натаму. Државна матура или приемен испит? Вака, јас ќе ви кажам едно од тие да. Ако мене ме прашувате, лично, јас ќе ви кажам приемен испит. Како што го имавме на времето. Апсолутно. На времето дури имавме и матура и Да, државен да. испит. Двете ги полагавме, па ништо не ни фалеше. Так, Сакам так. да кажам, значи, ако студентот или ученикот го оптоварите повише со учење, ништо нема да му се случи. Може само добро да му се случи. Затоа што ќе има поголем квантум на знаење кој што еден ден во животот ќе го искористи. Дали во фаза на работење или пак надвор од работното место. Но она што е проблем во Македонија, во однос на квалитетот и во однос на она што значи конкуренција, тоа е ние имаме агенција за квалитет на високото образование. И во таа агенција имаме одбор за акредитација кој што ги акредитира студиските програми, но имаме и одбор за евалуација. За жал, тој одбор за евалуација нема проработено неколку години поред. А тој е тој кој што е контролен механизам, кој што ќе треба да влези на сите оние што се акредитирани и да провери дали ги исполнуваат условите со кадар, дали кадарот е соодветен, дали се соодветни просторните услови, дали се реализира наставниот процес соодветно согласно она што е пропишано во програмата за акредитација или не. И тогаш ќе добиеме ние реална слика кој од сите овие 33 заслужуваат да бидат класифицирани како приватни универзитети или како приватна високообразовна институција, а кој не. Па дури во јавните исто, не е само во државните прашањето, не е само во приватните. Во приватните. И во државните, ајде да видиме. Денеска не смееме ние да се сведеме на тоа дека имаме желба да имаме студиски програми исти како што се науки. Ако немате услови, не можете да ги имате. Меѓутоа, ако сакате толку многу да ги имате, тогаш треба да се задржи квалитетот. Па тогаш УК мора да ги отвори своите врати. И сега прашањето е колку на ниво на Македонија има потреба од исти студиски програми во територија како што е Македонија со помалку од 2 милиони жители активни. За 15 или за 10.000 студенти кои што ќе се јават. Но тоа од што зависи? Тоа зависи од стратегијата. Што на државата е потребно во наредните 5 или 10 години за развој. Ние мораме да имаме стратешки документ. Ако не може државата да го изготви, тогаш УК може да го изготви. На каде тера оваа држава во својот општествено-економски развој? Сакаме странски инвестиции? Од кој тип сакаме? Сакаме развој на појоделството, односно на земјоделието? Што ни е во суштина предноста во тоа? И токму овие елементи се тие треба што се во во стратегијата за паметна специализација што ни е наметнува Европа да ја имаме, каде што низ квантитативна анализа, квалитативна анализа, низ процес на предприемачко учење се издефинирани јаките и слабите страни во Македонија и во кои насоки треба да оди. Тоа се 4 области. Електромашинската индустрија, втората е делот кој што е паметно земјоделие, третата е паметни материјали за градба и четвртата е она што значи информатичко-комуникацијски вештини. Апропо ова, има еден елемент кој што е многу интересен. Сега имаме градежна експанзија. Така имаме автопат. Коридори. Каде е тука градежниот факултет во Скопје? Дали државата го ангажира? Никој не го консултирал, не знам. Каде се лабораториите за проверка на квалитетот на материјалите? Сакам да кажам, онаа соработка која што и доминацијата мораме да се избориме да ја имаме како универзитет. Затоа што 50 години да постои 60 или 70 години одреден факултет со традиција, мора да ги има и условите и за лабораториски испитувања, сертифицирани лаборатории, кои што ќе бидат едноставно на ниво на она што значи европски тренд. И токму за тоа ќе се залагам во суштина. Колку и дали ректорот во иднина и ајде да речеме сега, ги гледате состојбите какви што се, знае и ќе знае да се одбрани од политичките подметнувања? Тоа е прашање за кое што треба човек да има чиста совест. И дека не смее да подлегне на ниеден од политичките притисоци. Зошто ова го велам? Затоа што основата е дека тој што ќе биде прв треба да го тргне УКИМ надвор од политиката.
И тоа е она што е најважното во наредниот период. Можно ли е такво Можно нешто? е, апсолутно, верувајте дека е можно, Во затоа што ваков амбиент. можно е во било каков амбиент е можно. И тоа е нешто што едноставно треба да биде примат во работењето на било кој што ќе биде на првото место на универзитетот. Зошто ова го велам? Ако ние се ја вршиме работата онака како што треба и ако ние се избориме како тим, како универзитет, 2000 вработени не се малку. Односно 1500 професори плюс оние што се општи служби и 25.000 студенти, апсолутно не е мала маса. И ние не смееме да дозволиме политиката тука да ги меша своите прсти. Реков пред малку. Ама како кога да речеме условно речено, половина од професорите се припадници на одредена политичка партија. Па има студенти кои што ќе коментираат, ми е страв на испит да кажам во стилот да не го навредам професорот, а знам дека е од одредена политичка опција. Професорите треба прво да расчистат дали сакаат да бидат професори или сакаат да бидат политичари. По мене, ако сте се одлучиле за најхуманата професија да бидете професор и да воспитувате нови и млади генерации, тоа значи дека треба целосно да се посветите токму на сопственото градење како личност која што ќе биде професор на младите генерации и нив ќе им го долова само она што значи знаење и ќе го пренесува тоа знаење на подмладокот во Македонија. Јас апсолутно не се согласувам професор да биде политичар, во смисол да држи предавање и да оди. Ако се реши професионално да оди во политиката, окей, го признавам тоа, меѓутоа да бидете вие заедно со студентите и со нив да бидете во текот на денот, ама да размислувате за политика или да ја пренесувате политиката на студентите, за тоа сум апсолутно против. Тоа е нешто што не смее да се случува. Дури не би се согласил во некој од факултетите, можеби и треба да има дискусија за тоа што представува политиката кај општествено-хуманистичките или на правниот факултет, или нонсенс е да нема дискусија за политика. Така е, бидејќи треба студентите да ја имаат и тука е апсолутно дозволено. Тие се делот од одредени предмети, политички системи и така натаму. Меѓутоа, она што е техничките, медицинските науки, природните науки, земјоделието, тука немаме што да дискутираме. Ние можеме да дискутираме за одредени законски или подзаконски акти како тие се одразуваат во работењето на компаниите. И дали може да се подобрат тие од аспект на науката и од аспект на истражувањето. Ама да влеземе во дискусија за политика, мислам дека не треба и едноставно јас од секој што се борам против. Што е со митото и корупцијата меѓу професорите? Видете, се надевам дека нема. Меѓутоа, ако воопшто постои таков некој случај, многу би се разочарал, затоа што она што е основно, тоа е дека не смее ни да се помисли на мито и корупција во високото образование. Ниту на непотизам, истовремено. Зошто ова го велам? Затоа што сите студенти се еднакви, согласно можностите, и напротив, ние треба да им помагаме за да дојдат до поголемо знаење, а не мислам искрено да ви кажам, доколку сум ректор и ако има било кој професор да слушнам дека било какво има поврзано со мито или корупција, мислам дека веднаш ќе ги презам сите мерки тоа да го спречам. На толку места сум бил во светот, значи таа слобода академска која што ја има и во светот и кај нас, не треба да биде злоупотребена низ такви форми. И апсолутно сум против сето тоа. Изборите се на 30 мај, ако не се лажам. За крај, дали очекувате фер, транспарентна трка и пак ќе речам без партиска машинерија? Како се приближуваат деновите, согледувам дека се отвараат картите. Се отвараат картите, така е. Согледувам дека влијание од страна има, притисоци има, меѓутоа мислам дека академската заедница на УКИМ е на доволно и дури високо ниво да може да одлучува по сопствено убедување и на база на она што кандидатите ќе го кажат. За нас останува да бидеме
достојни на зборот, што ќе го кажеме, да И бидеме тоа да го спроведете во и да го практика. спроведиме. Она што го велам стално, ако нешто сум кажал, а не сум го реализирал, веднаш да дојдат и да ми кажат. И токму од тие причини дури отворив интернет страница на која што дури сите овие настапи ги поставувам за да останат за веки векова. Да си се потсетувате со апсолутно, време. не само јас, него и другите да Так, може да ме так. потсетат, за да не дојдеме во ситуација дека нешто сум кажал па не го реализирам. Се она што се кажувам треба и да се реализира. Нас не ни се потребни само говорници, нас не се потребни реализатори на таквите идеи. Се надевам дека до 30 дека ќе издржиме на вака сега е високо академско ниво на представување и се надевам дека ќе остане така и на денот на гласање. Иако има различни шпекулации, меѓутоа едноставно не би сакал да верувам дека се случуваат било какви притисоци. Да веруваме во најдоброто сценарио. Атанас Кочов, универзитетскиот професор кој што влегува во трка за ректор на УКИМ, да ви посакаме среќа и пак ќе речам само добро сценарио. Вие памтете што зборувате, ние сме тука да ве потсетуваме. Доколку дојдете на ректорската позиција, искрено ви го посакувам тоа. Ви благодарам од срце. Ви благодарам што одвоивте време. Ви благодарам од срце за поканата и за можноста да ги представам моите идеи, а ветувам дека се она што е кажано, дека тоа и ќе биде реализирано и дека Универзитетот Свети Кирил и Методи ќе отиде во нагорна линија во растот и во рангирањето и на домашно и на меѓународно ниво. Благодарам. Вам почитувани, пријатно и секое добро.